12. januarja leta 1944 Na 12. januari 1944. godine izvršniот odbor na Oslobodilna fronta donese odluka za osnovanje Slovenečki народен театар на ослободената територија. Тоа е единствен пример во историјата на Втората светска војна и е во согласност со логиката на нашата ослободителна борба. Театар меѓу пушки. Кај нас во Ослободилната фронта, културата беше нераздвоен дел од нашата борба. Бевме свесни дека таа борба може да успее само ако има и духовна содржина. Уште од самиот почеток, културата беше не само присутна, туку беше во сршта на Ослободилната фронта, која имаше своја самостојна група. Една недела пред капитулацијата на Италија, заедно со мојот маж Јоже Тиран, ја прифативме поканата на Ослободилна фронта. Нашиот прв театарски настап беше на Травна гора, на митингот во ноќта меѓу расплантените огнови. На митингу ки бил на гозни јаси, среди ноќи, оплаполајочих кресових, рецитиравме се што во тој момент знаевме. Се уште не ги знаевме партизанските песни. Во Љубљана тајно ги читавме ракописите на песните на Матеј Бор и Кајух. По капитулацијата слеговме во долината и во Кочевје се сретнавме со професионалните артисти. Во ова село за прв пат преноќивме како партизани, и тоа во амбарот на оваа гостолюбива куќа. Се сеќавам како спиевме групно уште пред доаѓањето на театарската група на слободната територија, во една друга куќа пак, во некој амбар, на сено, и таму се сретнавме со офицерите на Југословенската војска. Меѓу нив беше и генералот Јак Авшиќ. Во ноќта, кога Тиран по својот стар обичај го рецитираше Прешерн, Јак Авшиќ извади од джебот една минијатурна книжка со песните на Прешерн и гордо рече: "Види, Јоже, и јас го носам Прешерн со себе." На 22 септември во оваа куќа се собраа сите театарски луѓе кои се наоѓаа на ослободената територија. Потоа не преместија на Ригелј над Кочевските полиња. Ригелј е мало ридче. На врвот на тоа ридче се наоѓа куќата на Поглајед. Во таа куќа беше безбедно сместена културно-уметничката група при извршниот одбор на Ослободилната фронта. При крајот на септември 1943 година, една вечер дојде председателот на извршниот одбор, другарот Јосип Видмар, и ни донесе еден пакет. И нам ја принесу нек завитек. Тисти завитек врже на мизо. Го фрли пакетот на маса и ни рече: "Пред вас стои една многу важна задача. Нашиот писател, Миле Клопчиќ, ја напиша оваа драма која се вика Мајка. Ваша должност е да ја подготвите во најкраток рок. Последен рок ви е 4. октомври. Зошто токму 4. октомври, никој не знаеше. Пробите ги одржувавме овде долу во куќата на Уситар. За режисер ме одредија мене, логите беа брзо поделени. Сите се радувавме затоа што конечно добивме вистинско театарско дело. До тогаш на митинзите имавме само некои пригодни работи. На овој сценарник спиевме, разговаравме, имавме политички дебати, зборувавме за театарот, за неговата иднина. Говориле о гледалишќу, о негови будучности, кашна во. Уште со самото доаѓање овде, сакавме да создадеме една театарска атмосфера. Например, со покојниот Јоже Тиран си замислувавме како би го поставиле Хамлет.
Во оваа куќа размислувавме, се мачевме. Немавме доволно луѓе. Не можевме да направиме сцена и така натаму. И на крајот се договоривме со Јоже да го оставиме тоа за подобри времиња. Потоа дојде мајка од Клопчич, која го замени Хамлет и која ни овозможи барем малку да почувствуваме вистински театар. Јоже Тиран го играше Петар, неговата жена Влада Симчич ја играше Минка, Гале беше Андреј, покојната Ема Старичева беше мајката. Еднаш кога имавме проба, почна силно пукање. Тоа беа германците кои бомбардира едно соседно место. За нас тоа не беше ништо невообичаено. Ноќта на 4. не преместија во Кочевје. Дори тогаш дознавме дека е свикан собир на пратеници на словенечкиот народ. Тогаш ја одигравме на сцена мајка од Клопчич. Представата што ја одигравме на собирот на пратениците на словенечкиот народ во Кочевје во 3 часот наутро, за нас, театарските луѓе, беше нешто посебно. Не само затоа што беше напишана за една ноќ или затоа што ја подготвивме за 2-3 дена, туку поради атмосферата во текот на целата представа. Заради околишчин и уздушја на представи сами. Кога излеговме на сцена и кога секој го одигра својот лик, почувствувавме една посебна атмосфера, една посебна поврзаност со аудиториумот. Тој тесен контакт со гледачите растеше се до крајот на представата, кога се претвори во силен аплауз, во една прекрасна атмосфера со еден збор во нешто што ретко кој глумец го доживеал. Скратка, некај кар доживи мало катери гледалишки игравец. По Кочевскиот собир се вративме на Ригелј. Оттаму секоја вечер одевме по околните места и приредувавме митинзи. Се пречувствуваше германската офанзива. Гледавме како се уриваат мостовите и така натаму. На 29. октомври Борис Зихер ја раздели нашата група во одделни бригади. Мојата група, во која беше Смилјан Самец, Радо Симонити, Марио Кристанчич и припадна на Љубљанската бригада. Со таа бригада бевме вклучени во 18-та дивизија која отиде во Хрватска. Таму не презеде главниот штаб на Хрватска и одевме по цела Далмација се до Виси Јужна Италија. По целиот пат не следеше мајка, која ја пласиравме каде што ќе стигневме. Знам дека ја играа на Вис, потоа им падна враце на нашите морнари кои ја пренесоа понатаму. Сигурен сум дека беше прикажана на Радио Алжир. Побудата за официјално основање беше познатиот Семички конгрес во почетокот на јануари 1944 година. Тоа требаше да биде установа што ќе важи како словенечки народен театар на ослободената територија. Програмската насоченост на таа установа требаше да биде таква што покрај словенечките автори од минатото, кои пишувале за борбата за ослободување и покрај пропагандните представи, да се најдат такви текстови од светскиот репертоар што ќе бидат прифатливи за пошироката публика. Običajno brigadno ali divizijsko raven, da bi poskusili najti v svetovnem repertoarju tudi take igre, ki bi bile možne za širše občinstvo. No, tako je tudi Така дојде до тоа да ги играме Чехов, Молиер, Цанкар и Линхарт. Значи драми што спаѓаат во репертоарот на еден нормален професионален театар. ki spadajo v repertoar normalnega poklicnega gledališča.
Seveda so bile to velike težave. Тоа беше исклучителна појава во европското движење на отпорот. Taki težki ofenzivi. Се разбира, имавме големи тешкоти затоа што по една таква голема офензива што траеше 2,5 месеци, требаше да се соберат оние артисти кои беа професионалци во нивната дотогашна артистичка кариера и да се пронедат младите луѓе кои ќе ги вклучиме во тој професионален кадар. Take ljudi, ki bi jih lahko vključili v ta poklicni kader. Od nas pevcev smo se odločili Bogdana, Од пеачите се решивме Богдана Стритарјева и јас, потоа Чесник и Кристанчич од Марибор. smo tudi nekakšne Се обидовме со некои оперски работи. stvari, in sicer kuhar je na Boru На текст на Матеј Бор, кухар напиша едно подолго дело во кое јас пеев една арија, а имавме и една хорска песна "Утре одиме во напад". Тие две дела останаа живи се до денес. Gremo na pad. No, ta dva komada sta ostala in sta živa še danes. Ker so pa potrebovali Бидејќи им треба артисти, нас не вклучија во драмската група и ни дадоа улоги. skupino in nam tudi dali vloge. No, in ena najbolj zanimivih Луѓето се секогаш воодушевени од пеачките. ne bom govorila Во o приватниот mitingih, живот им подаруваат цвеќе, ljudje so nad pevko а таму zelo ми се случи на место цвеќе да добијам privatnem пиштол, življenju jim бомби. pošiljajo cvetje. Ми носеа пудра, шминки, корали, цитри и многу други работи на кои не можам да се сетам. Ko so rekvirirali, so mislili name, so mi prinašali puder, šminke, koralde, citre, ne morem vam vsega našteti, ne? Dar hvaležnosti ali simpatije. No in tako so me vključili. Така морав да ја пресемам улогата на лушарица во драмата Кралот на Бетајнова. Kako je to potekalo, Пробите ne течеа vem, нормално, predvajah je bilo vse Мене ми normalno, дадоа 3 деца, meni so dali едното имаше неколку месеци, а двете други беа малку поголеми. Стар, два malo večja. Ampak na На se премиерата tako имав zgodilo, еден толку жесток диалог со жупникот, domišljam si tudi igralka. што ги исплашив не само Tako гледачите, силовито туку и тие 3 деца кои расплакани ми се фрлија в предкратка. župnikom odgovarjala na njegova vprašanja, da sem uplašila ne samo gledalcev in publike, ampak tudi te 3 otroke. In ti so tako zahteli, se me oklenili, in to je bila ena taka scena, da je do Сцената беше толку силна, што во целата сала се разлеа гласен аплауз. Тоа беше за мене еден од најубавите моменти. presenetljivih dogodkov za me. Tu spodaj ob Dobličici je njega dni stala klop in miza. Во тоа време овде долу имаше клупа и маса и таму ја читавме првата варијанта на драмата Тешки времења од Матеј Бор. Imela še naslov. Тогаш таа имаше наслов Синовиот истрел. Ob prvem branju По првото se mi читање, zdela драмата ни изгледаше предолга, особено диалозите. Naj omenim, Имавме смелост да го критикуваме режисерот, а се мешавме и во работата на авторот. Tudi v delo avtorja smo se včasih vtikali. Pravzaprav Всушност, нашата работа беше секогаш заедничка, колективна. kolektivno. Začel sem pravzaprav pisati to dramo, zaradi tega, ker smo imeli že leta Драмата почнав да ја пишувам затоа што уште во 1942 година добивме свој театар на ослободената територија во Кочевскиот крај. malo številno, Тој театар беше малуброен и не можеше да заживее, бидејќи го прекина офанзивата. prekina ofenziva. V tem gledališču je bil Duša, Душа на тој театар беше Иван Роб, кој со својата група одеше по селата и меѓу партизаните и ги рецитираше своите хумористички и сатирички песни. še satirične pesmi. Но тоа беше премалку. Malo in so želeli imeti Луѓето сакаа вистинска драма, каде што ќе можат да глумат. na Kmenjaku И така, во летото 1942 година, zasnutek za to. почнав да ја пишувам првата верзија на драмата. Takrat še Sinov Тогаш Sredi. се уште се викаше Синовиот истрел.
Сите мечтаевме за тоа како да бидеме убави, силни луѓе. Само мечтаевме. Што ќе се случи ако Матијаш не остане само на мечтаењето? Ако го оствари она за што мечтаеле неговите предци и целиот наш народ? Ти од секогаш си бил фантаст. Кој знае каков сум јас? Часот е 9. Пред куќата стои полиција. Матијаш е суров човек. Во некои моменти од својот живот човекот мора да биде суров, за да биде потоа добар. Добро вечер. Што е, Мања? Бев во градот, сите се возбудени, атентатот успеа, предавникот е убиен. Нашите луѓе се загубија без трага. А знаете ли кој е предавникот? Кој? Матох. Матох. Тук сме за кинопаратерија, партизанскega in кој поле па ше гледалиште. Работам како киноапаратер. Како партизан соработував во театарот. Таму моравме да се снаоѓаме на најразлични начини, бидејќи немавме никакви средства. Кога ни требаа некои шумови или друго, моравме се сами да направиме. Ќе најдевме некој вентилатор, различни лимови и со нив ги правевме сите шумови. Грмење, експлозии и така натаму. Тоа беа импровизирани шумови. Се сеќавам на представата Тешки времиња. Тоа навистина беа тешки времиња. Во последен момент режисерот се сети дека немаме трубач. Размислував што може да се направи. Од време на време јас имав обичај да имитирам труба со устата. Ја е рекол, ти ти било по-добро, ти кар сем речил. Јас сам века, не вем, веќе ти мало мучно, па тешко. Ама пред си ме, морам па те признай, пред си ме мал бучи глас. Режисерот ме слушна и беше задоволен. Тогаш имав подобар глас, но сепак беше тешко. На секоја представа морав да изигрувам и трубач. Најмногу се плашев од тоа некој да не ме насмее, бидејќи не ќе можев да свирам. Najbolj sem se pa bal, da me ne bi kateri teh legor gledal, da ne bi kakšen smeh po grobu med tistim trbljenjem, ker pa ne moreš trobiti, ne. Сепак тоа беше убаво, а највредно од се беше искреното другарство што владееше меѓу нас. Е па тоа да е товариство тук и пред нами, рес. Рес ено искрено товариство, ено кали во другим човеком. У подстрешни собици Во мансардата, со овој малечок прозорец, во 1944 година, го добиваше својот конечен изглед драмата Парталковци од Матеј Бор. Истовремено во Семич беше организиран вториот сценски курс. Ние посетителите на курсот проаѓавме од тука и го прашувавме Бор како му оди пишувањето. Бор ке излезеше на прозорецот, иако беше добро расположен, знаевме дека работата му оди добро, а ако беше лошо расположен, знаевме дека е најдобро да го оставиме на мир. На тој мотив почнав да работам уште во 1943 година. Пишував во најневозможни услови, бидејќи штабот на 15-тата дивизија, каде што бев одговорен за пропаганда и култура, беше секогаш на територија на која и се закануваше опасност. Германците често продираа од ново место и ние се повлекувавме преку Крка и пак се враќавме назад. Така јас едниот дел од драмата го напишав на левиот брег, а другиот на десниот.
Подоцна морав да престанам со пишувањето, бидејќи условите ме натера на тоа. Во 1944 година повторно почнав да работам на драмата и ја завршив во многу подобри услови. Шлемовите светат на месечина. Шпионите ќе ве слушнат. Шлемовите? Шпиуните? Само нека дојдат поблизу, да слушнат како завиваат волците. Волци доаѓаат од планините, милиони волци. И в земја да се скриете, волците ќе ве најдат и ќе ве парчосаат. Дори и тебе смешно, Хитлерче. Гледаш, Франце, кога по 33 години ја импровизиравме финалната сцена од Парталковци, добро се сеќавам како тогаш реагираше публиката на крајот од представата. Ob koncu te predstave reagirala publika, kako so reagirali gledalci. Ko so brigade se za čas ustavile v Črnomlju, Кога бригадите ќе направеа мал одмор во Черномелј, најчесто им ја прикажувавме Парталковци. in spominjam se, kako so Се сеќавам на сцената кога партизаните влегуваат во куќата на Рутар. ko so partizani udrli na Rutarjevo domačijo, no, in takrat je bilo... Тогаш салата скоро ќе експлодираше. Tako so reagirali. Таква беше реакцијата. No, druga stvar se pa spomnim, Се сеќавам и на премиерата, je bilo na premijer, кога на сцената имавме вистински митралез. И пукавме од него во еден куп од песок, што беше поставен специјално за тоа. in ostro streljali tam v kotu so bile napravljene neka žagobina, pa nek pesek je bil in kako mu je bilo že ime? Đuro. Нишанџија беше Ѓуро. Целата сцена се тресеше од тоа пукање. Се беше замаглен од прашина и чад. No, razumljivo je, da je takratna publika Се разбира, тогашната публика поинаку ги доживуваше представите отколку во денешниот театар. Гледачите сосема се идентифицираа со ликовите, бидејќи такви случаи доживуваа на секој чекор, во бригадата или надвор од неа. življali in trpeli tu v bližini, bodisi v brigadah ali kjerkoli. Kako so reagirali, ko so partizani udrli na Rutarjevo Во сцената кога партизаните влегуваат во куќата на Рутар, имаше силни аплаузи. No, in na zaključek На крајот од представата има една сцена во која Рутар се збогува од својот дом. ki je nemi prizor, Тој влегува во собата, v hišo, ја бакнува масата, poljubi mizo, ја прегрнува печката. peč, je bila Тогаш во салата владееше апсолутна тишина. in to Тоа беше еден вид барометар на нашата представа. barometar naše predstave. Formalno je bil Режисер на таа представа формално беше Лојзе Потокар, но во тоа време ниеден од нас немаше некое поголемо искуство како режисер. И ако се сеќаваш, сите учествувавме во тоа. nekako, kot se spomniš, sodelovali vsi. Meni se zdi, da smo zelo hitro to našli. Мислам дека представата ја подготвивме многу брзо, бидејќи сето тоа беше некако во нас. Се сеќаваш ли, Наце? Цирил Цветко го водеше тој наш хор, а Сухи Штефан не учеше да танцуваме и ни предаваше пантомима. Ти тогаш настапи во улогата на Хитлер. Да, тоа беше навистина несимпатична улога. Се сеќавам кога првпат се качив на сцена. Во заднината слушнавме некои шумови и некој викна "Фатете го". Јас се уплашив, а по представата ми кажаа дека некој сакал да пука со пушката. Се сеќавам, ти имаше црн мантил и мустеки.
da potoa dolga kosa vaka iščešljena. Bev mnogo sličen so Hitler. Nace, kako ti uopšto dojde na toj kurs? Jaz dojdov od Zasavski od bataljon. Potom izvesno vreme bev vo Dolenski od odred. Kaj stična, imav me eden miting. Jaz nastapuvav tamu i vošnjak me praša, da li sakam da odam na toj kurs. Mu rekov, sakam, zašto da ne? Se sećavaš li na predavačito to vreme? Se razbira, to bea eminentni imenja. Ziher, Boris Krajker, Kidrić, Josip Vidmar, a imaše i teatarski ludje. Ciril Cvetko predavaše muzika, Jože Gale gluma, Jože Tiran recitacija, Matej Bor predavaše dramaturgija. To traješe od utro do večer, celodnevna nastava. V učilištetu beše kursot, a v kućata na Sinković imavme balet i pejenje. Polagav mi ispiti. Filip Kumbatović mene me praša kako treba da ga osvetlam artistot za da izgleda slab i visok. Da li od gore, od dolu ili stranično. Da bi recimo podolgovato, da bi bil besuh, da ne bi bil debel, ali bi ga od zgore, ali od spode, ali od strani. Mene vo najgolem osjećavanjem i ostana Jože Tiran. Ne samo po to što dobro recitiraše, tuku po načinot na koji raboteše so nas. Imaše mnogo golemo trpenije. Jaz se borev so pesnite na Prešern, očajuvav, plačev. Mislev, deka nikogaš nema da bidem artistka, deka treba da go napuštam kursot, a toj sekogaš me bodreš i veleše deka sepak ima nešto vo mene. Pa moraš me spodbujal, pa vendar nekaj je v tej punci, je vedno govoril. Se zmana tudi matro je pa. Jaz sem študiral rečnik Andreja, sam jaz sem mu pač občutek, da je to treba vse. I so mene se trudeše. Jaz mislim, da artistot mora da se pokaže so gestovi. To je ostanuvaše i raboteše podolgo vreme so mene. To je nezaboravno. Nastapuvav me na ova scena. Predstavite bea i denje, i noće, sekogaš koga će dojdeše neka brigada. Komandant od stane dođaše često na probite bez naše znajanje. Koga probata, ke završeše, ne pokanuvaše i ni deleše cigari, a znajete što značeše togaš da se zapali cigara. Kako je prišel komandant stane, jaz se ga spomnim, kolikrat nismo vedeli, da je noter. In ko je bilo vaje konc, sem se povabil, da je bil cigarete, cigareta, veš kaj je bilo takrat? Se sećavam koliko golem problem imavme so kostimite za Molière. Kade da gi nabavime, tije stilski kostimi vo Partizani. Potom nekoj se seti na padobranite. Šežnicite togaš ima šareni padobrani vo razni boji i od toj materijalni sošija kostimi. Kostime. Poleg domačih avtorjev, pa poleg
Покрај домашните автори и драмите што ги напиша Бор и Зупан, дававме и делови од антиката и се разбира од Шекспир. Така беа создадени познатите костими, од кои се сочувани само скиците. Trenutno samo še skice, ko smo dali dva prizora. En prizor je bil, ki bo nedvomno... Една од најуспешните сцени беше од драмата Сонот на летната ноќ. Таа шекспирологија ни создаде една тешкотија. Ние всушност имавме театарски кројач, кој порано работеше во театарот во Љубљана и ги познаваше сите стилски варијанти. Но за овој посебен вид театарска импровизација беше немоќен. Велеше, јас тука не можам ништо. Другар директоре, нацртај ми. Така, лавот имаше овчи кожув, под него англиски пуловер, на нозете гојзерици и голема перика. За да можеше да ја мрда опашката, околу појасот имаше специјален конец на кој се подпираше. Кога рикаше, периката почнуваше да шушка, а опашката мрдаше. Ке ја споменам и месечината. Таа улога ја играше еден од курсистите. Тој беше мирен и срамежлив. Имаше едно куче, кој исто така настапуваше во представата. Интересен костим имаше и дзидот. Тој имаше кимоно од црвена падобранска свила. За да изгледа поубедливо, дзидот беше обложен со правоаголна жица. Така и понеуките гледачи знаеја за што се работи. Tako da so se tudi preprostejši gledalci predstavljali, kaj to pravzaprav je. In tako dalje, in tako dalje. Јас никогаш не стигнав да го играм Молиер или Жупановата Мицка, затоа што морав да го напуштам курсот во Черномелј на ослободената територија. Во пролетта 1944 година беше основан Фронтовски театар. Тој театар беше навистина фронтовски. Игравме во бригадите, на позициите. Многу пати ја прекинувавме представата на половина и влегувавме во битка. Нашата програма имаше за цел да ги разведри борците, но не беше секогаш весела. Секој митинг почнуваше со говор. Потоа имавме репортажа 3 години борба. Следеше представа, например, Мајка од Клопчич, која ја одигравме повеќе од 100 пати. На крајот прикажувавме некој скеч. Наоѓавме сеновник, како овој овде. Од падобраните што ги носевме, правевме еден дзид, а на предниот и задниот дел стававме завеси. Од задниот дел влегувавме ние. Малку се подготвувавме, например, за Мајка од Клопчич, јас си ставив шамија, во селото позајмував вздолниште, а ако нема вздолниште, настапував во панталони. Борците немаа ништо против тоа. Со себе секогаш носев една престилка и шамија, тоа беше Мајка од Клопчич. Уметнички водач беше Звоне Синтич. Од Фронтовскиот театар во таа професија останавме четворица. Звоне Синтич и Маријан Маринц како режисер и Александар Валчи и јас, артисти во Словенечкиот народен театар. Морам да кажам дека имам прекрасни спомени од тоа време. За мене тоа беше голема животна пресвртница. Јас бев млада, имав 17 години и запознав прекрасни луѓе кои ми отворија поглед спрема животот и театорот.
je sploh pogled na gledališče. Морам да кажам дека тука се случуваше тоа зашто јас цел живот зборувам, односно дека културната политика е возможна само тогаш кога културата и политиката се една иста работа. Многу голема морална подкрепа добивавме токму од членовите на Централниот комитет и извршниот одбор на Ослободилна фронта, кои беа лично заинтересирани за културата. Člani CK-ja in izvršnega odbora Osvobodilne fronte, ki so se sami čisto iz svoje intimne zavesti zanimali za kulturo. Tako je recimo... Така, например, и самиот Кидрич предаваше на нашиот курс. Tako je recimo Kidrič sam predaval tudi na našem kursu. Јас му дадов да прочита неколку текстови. Или Витомил Зупан. Добар пример е Буна, што Кидрич лично ја оцени. Морам да кажам дека знаеше добро да разликува меѓу она што може да се изведе на сцена, а да е сепак театарско, и она што треба драмата да го содржи во дијалогот, за да можат луѓето да го почувствуваат како исповед, а не како парола. Ne pa samo kot neko geslo. Če bi gledal zdaj... Ако на овие случаи гледам како историчар на театарот, морам да кажам дека од многобројните сочувани документи може да се заклучи дека тој период не само во историјата на словенечкиот театар, туку и во историјата на Втората светска војна, во историјата на движењето на отпорот во Европа, е нешто толку исклучително, што навистина не може да се открие кај ниеден друг народ во Европа. Не само о зgodovini slovenskega gledališčа, ampak predvsem pa o zgodovini druge svetovne vojne, o zgodovini odporniškega gibanja v Evropi, nekaj tako izjemnega, da zares tega ne morete odkriti pri nobenem drugem narodu v Evropi. На многу меѓународни симпозиуми сме дискутирале за тоа. Сме правеле споредба со рускиот театар за време на револуцијата, поделумното преземање на власта, или со театарот за време на граѓанската војна во Шпанија. Сите што учествуваа во тие дискусии признаа дека и во поглед на репертоарот и во поглед на организацијата таков театар немало никаде, барем во годините од 1939-1945. С представами Бора, Со представите на Бор, Чехов, Молиер и Линхарт во Љубљана во средината на мај 1945 година почна нов период во историјата на словенечкиот народен театар. Тој период се одликуваше со голем елан во работата и исклучителна сувереност во репертоарската политика. Побуда за тоа беа големите искуства на ослободената територија. Текстот од словенечки го преведе Јане Петковски, читаа Лиљана Трајковска и Никола Момировски. Posle meni, oblačnik in pograb, te marši se odzva.